Добро вечер, гледате ново издание на Трилинг. Светот добива нов лидер. Доналд Трамп повторпат во Белата куќа. Пред повеќе од 1 век САД од Русија ја купи Аљаска. Можна ли е нова мирнодопска трговија со територии, откако Трамп се фиксираше кон дански Гренланд, најголемиот остров во светот? Дали тоа би била првата и најголема трансакција на новиот финансиски пазар со криптовалути? Нивно официализирање бара новата американска светска олигархија предводена од Илон Маск. Дали битките со оружје ќе бидат заменети со нови трговски војни и бариери? Предизвикувачко време и за Европа, во која Трамп и Путин ќе ги одмерат силите на новите методи на олигархиско автократско владење. За еден уводник во емисијата и премногу претенциозно поставени дилеми, но за светските гладиатори на новата геостратешка поделба на интересни сфери. 2025 година ќе биде иницијална за тестирањето на големата Кина. Затоа Трамп е синоним на новата председателска моќ во светот. Каква недела не очекува американците со новиот председател, бугарите конечно со нов премиер и нова бугарска влада. Ете нов лавиринт за македонската дипломатија. Следите ново издание, а еве што ќе гледате и кои се нашите вечерашни соговорници. Низ многу примери се потврди она девиза дека криминалот се исплати. Па дури и во судски процеси кои што има одредена завршница, ние видовме дека животот понатака продолжи и тоа продолжи, да речам, релативно добро. Според мене вистината е преценета работа. Од секогаш човекот сакал повеќе да слуша приказни, отколку да ја слушне вистината. Кои според вас професии ќе бидат први на удар со воведувањето на вештачката интелигенција? Во сите професии ќе има удел, некои ќе бидат целосно заменети, а некои ќе бидат како помош на човекот при сето тоа. Многу карактеристично за Трамп е тоа што одлуките ги носи врз основа и на одредени своји лични преференции, што е еден невообичаен начин на делување кога станува збор за американската политика. Таа кинематографија која беше оригинална и препознатлива, врв на таа препознатливост се делата на Столе Попов и Милчо Манчевски, така ли? Повеќе не постои, затоа што во последните 20 години Македонија, како дел од европската идеја за кинематографија, влезе во волата на нарачки. Дали може со дигитализацијата да помогне во сузбивањето или во најмала рака намалувањето на корупцијата? Да, тоа е прво и основно нешто. Значи, треба да се дигитализираат сите процеси практично, да се што повеќе да се елиминира човечкиот фактор. Следите Трилинг, а во вечерашното издание соговорничката е речиси тазе докторирана, поточно кон втората половина на месец декември на правниот факултет, каде што е одбрани докторската дисертација на тема владењето на правото како темелна вредност на Европската унија и процесот на европската интеграција во политиката на проширување со фокус на Западниот Балкан. Во студиото добре за доктор Лепосава Ставровска-Огњановска. На почеток, американскиот председател во заминување Џо Бајден ја прошири рамката на санкции. На црната листа ќе се најдат и деца на корумпираните политичари, бизнисмени, но и сите оние кои што вршат штета врз Охридскиот и Преспанскиот договор. Дали ако политиката на неказнивост и правна несигурност кај нас стане бескрајна приказна, кои ќе бидат импликациите? Би рекла дека одговорот на ова прашање треба да го даде секој од нас и на поединечно, на индивидуално ниво. Би требало да се запрашаме како општество дали сме подготвени да ги почитуваме правилата, дури и тогаш кога нивното прекршување ни дава одредена, макар и минимална предност или корист, и кога постојат можности да поминеме и ние самите несанкционирано, а од друга страна пак, еве да речеме дека и штетата на некое општо колективно добро исто така би била минимална. Вообичаено тежнееме кон тоа владењето на правото да го гледаме од една страна како идеја, од друга страна и до степен на идеал,
Меѓутоа, со таквото претирано абстрактно представување на поимот, мислам дека тежнеми да се абстрахираме од сопствената одговорност кон придонесување и одржување на оваа вредност. До некаде дури сметам дека треба и целосно да го банализираме владењето на правото, за да полесно го прифатиме како дел од нашето секојдневно функционирање. Например, при секое поминување покрај судската палата, едната лента е зафатена од возила кои што се паркирани нормално на одредено време за да претрчат до институцијата и да завршат одредена работа. Тоа се граѓани кои што одат во судската палата, нели, со надеж и уверување дека треба да добијат одлука која што во себе ќе го вклучува владењето на правото, но сите ние подсвесно се наоѓаме во ситуација кога помалку или повеќе го прекршуваме. Треба да почнеме да го зачувуваме и унапредуваме со лични примери пред се, но од друга страна, да, се согласувам дека придржувањето до една таква животна филозофија е дотолку потешко во ситуација кога гледаме дека низ многу примери се потврди она девиза дека криминалот се исплати. Па дури и во судски процеси кои што има одредена завршница, ние видовме дека животот понатака продолжи и тоа продолжи, да речам, релативно добро. Сигналите кои што доаѓаат од САД преку таквите одлуки за проширување на црните листи треба да дадат поттик на домашните органи за справување со овој ендемски вид. Некој ќе рече што фајде од овие црни листи кога криминалците или корумпираните ни се шетаат слободно во државата, па и надвор од земјата. Како вие гледате на овие случувања кои помалку создаваат на некој начин и револт кај обичниот граѓанин? Се веројатно станува начин на функционирање. Гледам како на вртење во еден магепсан круг, меѓутоа од друга страна се забележува и едно зголемено чувство на револт кај македонскиот граѓанин, во однос на тоа дека навистина е потребно справување со таквите состојби. Одговорноста во тој случај секако дека пред се лежи на носителите на функции во таа област, во тој домен, и токму затоа треба да почнеме многу посуштински да говориме за владењето на правото, да излеземе од тој еден магепсан круг на датуми и на некакви исходи кои што во себе не кријат реални решенија, туку навистина да се договориме како општество дека ќе се зафатиме со таквите горливи проблеми, бидејќи се дотогаш мотивацијата и енергијата за справување со овие проблеми ќе се разводнуваат неминовно. Ставровска, сад пред инаугурацијата на новиот американски претседател, што може да се очекува од политиката на Доналд Трамп во наредниот негов претседателски мандат во однос на светските случувања, соработката со Европската унија и каде е тука регионот? Вториот мандат на Трамп предизвикува политичка анксиозност и кај оние држави кои што се традиционално пријателски на САД и кај оние другите кои што се сметаат за ривали на глобалната сцена. Факт е дека и светот, и Европа, и Европската унија потесно веќе сведочеше на еден мандат на Трамп, меѓутоа треба да погледнеме какви беа состојбите на другата страна. За време на првиот мандат на Трамп на европската политичка сцена ја имавме канцеларката Меркел, Макрон, Руте, Конте. Не велам дека тоа се политичари кои што секој еден од нив поединечно беше некаков голем европски визионер, но она што има заедничко беше нивната умереност во политичкото дејствување. Вториот мандат на Доналд Трамп доаѓа во време кога на европската политичка сцена се во пораст крајно десничарските структури, така што мислам дека првичните очекувања се во насока на тоа дали ќе јакне некаква трансатлантска оска на и либерализам, која што е спротивна на она традиционална врска заснувана на споделени вредности, демократија, заштита на човекови права. Доколку тоа се случи, Европската унија и самата идеја за европска интеграција ќе еродира одвнатре, ќе слабе таа моќ на справување со глобалните проблеми, што до некаде и самите приоритети на Доналд Трамп ги става во некаков квадрат со одредени агли на кои што се прекршуваат, бидејќи од друга страна пак Трамп силно најави дека ќе
бара поефикасно справување со трговскиот дефицит помеѓу ЕУ и САД, како и сносување на одговорноста во полето на одбраната. Меѓутоа, за сето ова да се случи, Европската унија треба да биде посилна однатре, така што очекувам администрацијата на Доналд Трамп во следните периоди да постави фокус на одредени приоритети, за да може подобро да се види како ќе се одвиваат настаните. Од друга страна, она што е многу карактеристично за Трамп е тоа што одлуките ги носи врз основа и на одредени своји лични преференции, што е еден невообичаен начин на делување кога станува збор за американската политика, во смисла дека ги носи врз основа на одредени релации со поединечни политички фигури, така што можеби во следниот период ќе видиме една трка за воспоставување релации со членови на кабинетот или со самиот председател. Во однос на регионот, мислам дека ќе биде забележлив исто така таквиот тренд, а ситуацијата ќе се одрази пред се индиректно, би рекла, преку тоа како ќе се формулираат односите на САД кон Европската унија и Европа пошироко, но тоа не значи дека влијанието ќе изостане. Меѓутоа, мислам дека дури и во таквата трка на создавање симпатии, сепак европските лидери почнуваат да развиваат едно чувство на свест дека сепак не би требале да бидат до некаде колатерална штета доколку Трамп одлучи да оди во некаква економска крстоносна војна. Таквите цели во смисла на сносување на товарот и делот од ковачот и во одбраната и во трговијата не изостана и во претходните мандати и не се нешто што е ново како цел во американската надворешна политика. Меѓутоа, она што е ново и што е доста вообичаено за Трамп е тоа дека е многу поодлучен во користење на одредени методи и има еден таков пристап и на непредвидливост и на трансакцијски однос. Од јануари годинава Бугарија и Романија стана полноправни членки на Шенген зоната. Не е исклучено Украина да ги започне преговорите за членство во европското семејство. Полска го презеде преседавањето со Европската унија, но Варшава во својата платформа за процесот на проширење вели дека темпото на земјите кандидати за членство ќе зависи од спроведувањето на реформите и исполнувањето на обврските. Дали наш единствен приоритет и единствена обврска ни е само да го спроведеме потребното барање за внесување на бугарите во Уставот, или главна, или можеби една од кочниците ќе ни биде и справувањето во битката против корупцијата и криминалот и враќањето на довербата во делот на владењето на правото? Мотото на полското председавање со Советот на министри на Европската унија е со фокус на безбедноста. Така што секогаш кога безбедноста влегува во фокусот и е истакната како приоритет, тој модел на политика на условеност, која што би се засновала на исполнување на одредени услови, имајќи ги тука предвид и трошоците и придобивките, до некаде бледне, иако целокупната политика на проширување на Европската унија се заснова токму на тој баланс помеѓу од една страна геополитичките интереси, од друга страна условеноста. Интересно е тоа што го споменавте влезот на Бугарија и на Романија во Шенген зоната. Ја следев постапката за целосно приклучување, бидејќи започна уште во март минатата година. Еден од аргументите кои што беа ставени на маса при носењето на таквата одлука беше и поврзан со извештај кој што говори за трошоците од неприклучување кон Шенген зоната. И при тоа дојдоа до израз аргументи кои што велат дека и Бугарија и Романија како земји членки, а со тоа и Европската унија би се соочиле со одредени загуби и трошоците од нивно неприклучување кон Шенген зоната би биле поголеми отколку нивно приклучување, дури доколку постојат некои сомнежи околу нивната способност за справување со граничните контроли. Ова го споменувам бидејќи сметам дека треба да биде апликативно и во нашиот евроинтеграцијски процес, односно треба да се запрашаме која би била цената и за неинтеграцијата во Европската унија, а тоа прашање секако дека тежи е релевантно и на страна на ЕУ. Горливиот проблем со воведување на уставните измени е услов за отпочнување на преговорите.
а преговорите самите по себе се исто така една фаза од пристапниот процес, но очекувањата се дека со почеток на преговорите би се вратила таа енергија во општеството за справување и со владењето на правото и всушност владењето на правото тогаш би дошло во фокусот. Но дали тоа е секогаш така, не сум до крај сигурна. Ставроска, дали тоа што речиси никој веќе не ни врши притисок како држава да ги направиме уставните промени, всушност значи дека сме оставени сами да си ја определиме судбината? Па притисокот за справување со билатералните прашања и во никои други процеси, вклучително и во спорот со името, не би рекла дека во најголема мера доаѓаше од Европската унија и Европскиот политички врв. Бидејќи ако некој глобален актер тука беше повеќе вклучен, тоа беше САД. Дури во одреден историски период на Европската унија до некаде и одговараа такви затворени врати и одржување на таквата политика. Секако дека сега зборуваме за сосема други околности во кои што ЕУ се почесто го споменува оној збор кој што дури понекогаш нас ни создава и фрустрација, моментум. И факт е дека има одредени дискусии, но действувањето во таа насока се уште се чини дека не е до крај одлучно. Јас би рекла дека притисокот за справување со овие прашања пред се во некои други констелации доаѓал одвнатре и се должел на способноста на македонското општество да прифати дури едни такви решенија, доколку смета дека придобивките од таквите решенија би ги надминале, условно кажано, политичките трошоци. Тоа е до некаде логиката и на политичките елити. Она што е проблем конкретно во случајот со уставните измени е недостатокот на верба, дека тоа ќе значи некаков натамошен пробив и некакво заживување на македонското општество, со што всушност опаѓа и степенот на мобилизација на општеството и поддршката за такво решение кое што би дала поттик и на владеачките политички елити. Како вие гледате на барањето на власта уставни промени со одложено дејство? Колку ова сценарио е остварливо? Уставни промени со одложено дејство е решение за кое што и јас сметам дека е доста издржано. Меѓутоа, кога станува збор за вакви констелации, идејата е онолку добра колку што добро се работи на нејзино спроведување. Неколку пати во текот на изминатите месеци беше споменуван овој предлог, но колку повеќе се споменува, отсуствува одредена акција на сите страни, на сите фронтови би рекла, мислам дека толку повеќе се разводнува можноста за остварување на еден таков пробив. Она што јас би го истакнала кога станува збор за едни вакви состојби, тоа беше и во однос на проблемот со името со Грција и сега со Бугарија е претераното фаталистичко представување. Кога стануваше збор за проблемот со името, сценариото беше дека со прифаќањето на Преспанскиот договор едноставно нас ни следи еден европски сон. Од друга страна пак сега сценариото е дека со прифаќање на уставни измени ние едноставно паѓаме во амбиз од кој што понатаму нема поврат. Да се навратам на конкретниот одговор, за едно вакво решение да биде одржливо понатака во општеството, треба да се работи како дома, така и надвор. Дома тоа би значило навистина едно сериозно мобилизирање и справување не само со тој ден кога ќе стапат уставните измени, ако воопшто, туку и како понатака ќе се гради процесот на нивно вградување и помирување на македонското општество со евентуално такво решение. Додека пак надвор, тоа би подразбирало една посериозна дипломатска активност и градење на тој процес на доверба, бидејќи според мене оние политички гаранции кои што често пати се споменуваат не се чин, туку се пред се процес. И тука лежи просторот за маневрирање. На крајот ќе завршиме и како што почнавме околу докторската дисертација. Што беше мотивот за изборот на темата, владењето на правото и евроинтеграциите, и колку време работевте? Речи си 500 страници.
Со докторската дизертација се зафатив во еден период и од професионалниот и од животниот развој, кога се соочив со напуштање на државата од страна на многу мои пријатели, роднини, и тоа луѓе кои што нема типично екзистенцијални причини, меѓутоа аргументите беа дека едноставно тука системот не функционира на начин кој што би дал никаков предвидлив исход. Па би рекла дека дури со една детска љубопитност се запрашав за тоа какво е владењето на правото во Европската унија и во оние држави кон кои што тежнееме и кон тој сојуз кон кој што тежнееме да пристапиме, и какви се состојбите кај нас дома, кои се факторите кои што влијаат на таквата зајакната условеност, но од друга страна и на отсуството на одредени порешителни справувања со таквите горливи проблеми. Сето тоа понатака беше во функција на оформување на една научно издржана хипотеза со одредена методолошка рамка. Но како што споменав и на самиот почеток, верувам дека владењето на правото пред се зависи од личните примери кои што секој од нас ги поставува, па токму и моето докторско истражување во смисла на одредено патување беше мотивирано пред се од желбата да дадам некаков придонес кон македонските европски интеграции, токму затоа е пишувано и на македонски јазик, за тие речиси 500 страници да бидат полесно достапни и полесно разбирливи. А од друга страна и во целиот тој процес имав поддршка и имам поддршка од личности кои што исто така се олицетворение на вербата во владењето на правото како одредено цивилизацијско достигнување. Благодарам за гостувањето и се надевам дека ќе успеете во целта што сте ја зацртале во наредниот период. Инаку вие предавате на Меѓународниот Балкански универзитет. Благодарам на поканата, секогаш за чест. Благодарам. Во моето семејство и ден денеска е нормално да побарате алати, да ви дадат сол, наместо автобус да кажете леофорио, наместо добра ноги да кажете калинихта. За мене и ден денеска тоа е сосема нормално. Јас живеам во македонско грчко семејство, каде што живеат македонци и грци, изборуваме два јазика. Од тука натаму, секој обид да направам дистинкција помеѓу грци и македонци е надбор од мене самиот. Јас никогаш во животот не сум ги бранил македонците, затоа што сум голем македонец. Не сум. Јас сум ги бранил македонците затоа што по овие прашања биле во право